Еден ден, само што натежна есента, во огласната страница на дневниот весник прочитав дека се издава соба за самец на улица Караорманска, број 13. Јас живеев во Визбар, спроти еден голем скопски хотел. Не ми одговараше таа соба, беше влажна и темна, па решив да го разгледам станот. Секогаш може да се најде нешто подобро. Ми рекоа дека Караорманска се наоѓа во близина на предпоследната станица број 8. Автобусот што возеше кон таму, како да возеше за кон никаде. Неколку чекори погоре од станицата број 8 почнуваше една улица, чие име на табличките беше немилосредно исчукано. Навистина не знам зошто, но табличките со името на улицата и бројот на куќата или на станот, на сите деца на светот им се најпривлечни мети. Но, што е ова? Секаде сини таблички со броеви, а овде црвени. Да не е ова некоја друга држава? I am Диме такси. I speak English. How you do? How do you do? Кој ти даде дозвола? Конју еден! Здраво, такси. Кажи што имаш, па продолжи по патот. Зошто? Да не си зафатен? Чекам некој патник. Јас не сум како вас. Јас им помагам на луѓето. Им го покажувам вистинскиот пат. Туп. Знаеш кој ден е денеска? Знам, вчера беше петок. Така, значи, утре е? Што е утре? Утре? Утре не е ништо. Ама знам дека задутре ќе има циркус на час по англиски. Навистина ќе заборавам. Утре треба да одговарам по англиски. И така си седам пред порти и си учам англиски. Конде, ај не тропај. Не ми треба твоја помош. Штета што си зафатен. Времево е за фудбал. Повреден ми е менискусот. Штета. Значи сега можеш да учиш англиски. Диме такси никогаш не учи. Диме такси има природна интелигенција. Така говорат фактите. И девојките? Ништо од вашиот фудбал. Зошто? Заради твојот менискус? Погодете што е ова. Чичко Милан. Ај, не го ми бе. Пуф. Тебе ти е криво што не можеш да играш фудбал со нас. Ако треба помош, да остана. Јас имам 5 по англиски. I speak English very well. Goodbye, bye. Пази! Goodbye, taxi, sweet dreams! Goodbye! Бади Алджи. What's your name?
На еден автомобил налетав и тој ќе ме изгазеше. Хајде. Мир. Убаво кученце. Да, убаво. Убав ден, прекрасен, нели, за прошетка. Да не каса. Понекогаш. Сами сте? Ако сакате, приберете го малце. Дали ќе ви пречи? Ако седнам до вас, сите клупи се зафатени. Па ако се сите зафатени, повелете. Јас туку што сакав да си одам. Ама чекајте, Пријатен ден. Можев и да го приберам. Ама барем да се запознаевме. Колку сум јас една несрекна женичка. Ево. Дојди. Мирен, дебелко, мирен. Нешто треба да се менува. Ајде. Играат фудбал. Да се тргнеме? Никако, ќе чекаа да доиграме. Може да не удрат со топката. Ние први дојдовме. А што ќе правиме сега? Пак карање? Мене веќе не ми се игра. Лажеш. Се плашиш од нив. Да гласаме. Јас сум да останем. Јас сум против. Јас сум за. Браво, Зак. За ова имаш еден сладолед. Паметам да знаеш. Пак карај. Еден, два, три, четири, Конда. Чекајте. Да не се расправам. Јас ќе одам да се договорам. Не им обрнувајте внимание. се плашам. Ништо не ни можат, нели, буба? За ова имаш цела чоколада. Паметам, да знаеш. Здраво, кукли! Колку сте денес убави? Колку сте денес прекрасни? Што му е на овој? Да не те касна, бумбар? Молам? Комплименти не помагаат, да знаеш. За ова имаш осмина со месо. Зошто дојде Раде? Да видам што правите. Па видели? Видов. Сега можеш да си одиш. Пријатно, Раде. Добро. Пријатно.
Што направи? Ке треба да причекаме. Што? Јас да ги чекам тие жаби да скокаат. А да играме джамли? Ке играме фудбал и точка. Треба пак да се караме. Да се обидиме, пак да ги убедиме. Конде, слушай сега. Оди таму и кажи им дека трпението на Коле Повторувачот е при крај. Ти ги суренам тие чавки. Малечок! 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 Леле, ама спие. Малечок! Разбуди се! Ај, мајката. Малечок! Не учам, само се одмарам. Добро утро! Добро утро. Кој си па ти? Јас сум Стево. Знам, веднаш те познав. Ти си шпион. Те пратиле да видиш дали учам англиски. Грешка си. Јас сум студент. Па, што бараш тука? Цело утро се скапав барајќи една улица. Кучиња ми изедоа, кола ми изгази. Карорманска. Па така кажи бе, брат. Конечно работа и за мене. Молам? За каква работа зборуваш, бе, сучко? Леле, што убави куфери имаш? Прости што бев пред малку груб. Веќе ти простив. Леле, ама ден. Обично сум љубезен со клиентите. Да се е виновен овој англискиов. Ама јас не сум клиент, јас сум студент. Па уште подобро. Дозволи да ти се представам. Диме такси. Уличен помагач, разнесувач и покажуваш. И немам пари. Наплатуваш? Не, джабе помагам. Тоа ми е хоби. И туп. Каде да возам? Караорманска 13. Много проблем. Само после тебе. Evo, molim. Тргај пред мене. Бе, да земев некој куфер. Ти само држи го правецот. Англиски морам. Само што седнавме в клупа и испитуваат. Треба да учиш, треба. Далеко ли е тоа? Што правиш? Кукупата треба да ви се кажа да не играте тука. Јас еднаш веќе културно ве замолив. Зошто да се тргнеме? За да поиграме фудбал на раат. Постојано се влечкате по нас. Да доскокаме, па потоа играјте. Ако не се трнете понатаму, може да ја водриме со топката. Ни се закануваш? Не се тргаме и точка. Добро, немате да речете дека не сум ме предупредил. Чао, Конде! Или сакаш уште едно вртање? Не, ги победивме. Ајде. Сега за сега тука ќе играм. А после ќе видим. Ајде на мали голче. Ајде. Овде ќе биде едното Ајде да голче. се делим. Добро. Браво, Конде. Ајде, кај се? Иде, иде.
Гол! Да! Стар! Ајде, Жеко! Шут! Нема! Да! 2-0! Не е 2-0, не е имам првиот гол, тоа не фаќа. Секој гол е 0 видат. Леле, за малку ќе ја фатив. Те видов, намерно ја удри. Шо и направи? Добро не сам мар. Сега ќе ми плати за се. Немој да се типаш. Не оди. Тако е многу лош, може ништо да ти направи. Немојте да се скарате пак. Не се типајте. Куќата број 13 и куќата спроти неа број 14 се најголемите и најубавите куќи во улицава. Нив ги има направено од државата. И имаат клозети внатре, а не во дворот. Тие се големи и убави. И во нив живеат моите другари. Да. А мојата куќичка ја виде? Најмала е. Вела дека ќе нарушат. Знаеш кој живее на првиот кај во број 13? Стојан од општината. Тој му е татко на Геле. Геле при некој ден се тепаше со Буба. Знаеш Буба? Не. Па ти никога не знаеш во таа куќа, сакаш таму да одиш. Па ти си би лудов? Таа Буба е голема прчла, а и мајка ѝ се прави важна. Затоа така ја викаат. Татко и на Буба, Чичко Милан, за мирно да спие не ги дупи топките. Тој често шурува со Санде шоферот. Има уште многу? Блиску сме. Син му на Санде, Коле, често игра карти со возрастни, а вели дека ќе игра се до смртта. Тој многу досна ќе умре, бидејќи 2 години е во 4-то оделение. Леле, што ми изнакажа. Ако продолжиш вака, ќе ти ги бапнам куфериве. Добро, не зборувам повеќе. Само да ти докажам за Симен Ангел полицаецот. Тој нас побрка еден мангуп и излезе гол погаќа меѓу зградите. Мангупов му избега и тој така си остана да седи, гол погаќа. Ајде бе, цела историја ми ја раскажа. Ајде. Кажам, еднаш зима, ти дојде че што било не ние, сакаш да ни ја дуна токата, ние да појазиваме токата, да ме кажаме ние. Ајде, побрате. Куче Касапско, Те предупредив прчло мрсулава. ти немаш право да ме удриш. Ти прва почна. Не јас, туку ти. Ти ме удри со камен. Ке те кажам на тато. Кажи ми на важат ако сакаш, око нема да ме трепне. Сите касапи и нивните деца се зверови. Сите советници примаат мита. Ќе видиш ти која сум ја. Ајде ќе одиме на другата полјанка, ајде! Ајде! Ќе видите колку удира по глава, со топката по глава. Губе, немој така да види. Виде раде. Утре пак ќе се смириме. Леле, овде било весело. Так се научили англиски, бе. Пропуштив интересна кавга. Таа е Бува, прслата. Такси, ај шетај, гледаш ли дека имаме проблеми со овие? Чичко бара некого. Чичко, навистина кого бараше? Караорманска 13. Прашајте кај Донка. Еве, така пишува. За станот се јавувате? Ово е Раде. На Пандо и Донка. Издавате соби? Каде е татко ти? Што ти го тебе за татко ми? Сигурно па го пратиле во Идризово да сади шишиња. Чичко, можеме да појдеме. Мама е горе. Пати ти се извинив, не беше намерно. Ќе видиш, само да дојде тато, нема да избегаш од него. И сега што ќе правиме? Нема друго, кај судијата. Воле, тој нека пресуди. Ќе видиш дека ти не си во право. Ајде, кај судијата. Јас сакам, јас сакам право за право.
Собава не е за самци. Ама ај нека ти биде. И Раде ке спие со тебе. Се согласувам. Срце на мајка се согласи. А? Колкава е киријата? 4 подолу не може. Толку, а? За ваква соба многу е? Договорено. Ај, нека ни биде. Машки. Машки. Цел живот да им се слугува. Не мислев да давам соба под кирија. Ама ете. Мојот работлив и вреден Панто пред 2 недели го пикна в затвор. Во затвор? А зошто? Де ме краде. Абе, од каде Пандо мој да краде? Па тој беше само обичен магационер, а не нешто повеќе. Каква лоша судбина имал мојот Пандо. 3 пат оди в затвор и секако магационер. Абе, не напредна во службата и не напредна. Да. Неубава судбина. И ако не ставев некого под кирија, комшиите ке рече: отиде мачорот в затвор, а семејството го остави со купишта пари. Гледаш и сам. Од уста имаме двоено. Така, малку да подсуредиме. Море, ако се способни, нека одат и тие в затвор. Малку се тие како Пандо мој. Јас не го знам Пандо, но по ова што ми го кажувате, нема многу како него. Нели? Судијата живееше во визбата на Јордан Касапот. Сам, како пес. Никаде не одеше, ништо не правеше. Тој беше чудак, интересен и мистериозен, и за децата, и за возрастните. Никој не знаеше кој е и од каде, а го викаа судијата. Долго време не знаевме за неговата тајна. Тишина. Мир во судницата. Судот реши. Виновен е Конте. Тишина. Мир во судницата. Таков е редот, нели? Требникот е заеднички. Тој што ќе дојде втор, треба да почека. Ајде сега, смирете се. Ајде. Чичко ме од Америка ми кажа: се си бележам и си закачувам тука. Да си се чувствуваш како во своја куќа. Уште утре ќе те пратам по леп ти да купиш. Попладне можеш да исцепкаш дрвца, навечер можеш да го подучуваш Раде мој. Со еден збор, како да си се родил во оваа куќа. Благодарам.
Не благодари ми мене, туку на твојата среќа што ти испратила кај ваква газдарица. А комшиите ломотат, дека сум била ненаситна душа, па затоа Пандо морал да краде. Што сум го сторила јас на Пандо мој? Па така лошо да ме клеветат мене? Ништо? Па ништо. Сосем ништо. Ајде. Побавчите стигна до овде? Не, по улица. Па си ја извалкал улицата. Простете. Не. Надвор. Пред врата. Од сега секогаш пред врата. Ке ти дадам влечки за по дома. Така, Машко. Овде ред и дисциплина владе. Чичко Мило! Чичко Мило! Чичко Мило, да бегаме, Чичко Мило! Ушите ќе ви искинам. Буба? Буба? Мола, мамо. Буба, не сакам да играш со деца на прости родители. Мамо, мамо. Буба, сине, видја. Буба! Стево? Слободно е? Сред Белден спие. Додека Чичко Пандо беше во затвор, јас живеев во неговата соба, заедно со син му Раде. За тоа време забележав многу нешто од животот на двете згради на улицата Караорманска. И секако да се собра во еден миг. И како живеат децата, и како живеат возрастните, и како возрастните најчесто меѓу себе се караат поради децата, и поради ништо, и како децата се најчесто слика и отслика на своите домашни. Некој инспекториште да не е овој?
Македонска радиотелевизија.